Добар ден, почитувани. Ја следите на новата Телма амбуланта. Човек без храна може да преживее до 30 дена, но без вода само 3. Така барем гласи правилото што на сите нас ни е добро познато. Но ако организмот нагло ја изгуби течноста, тогаш може да дојде до сериозни здравствени проблеми. Што е тоа точно дехидратација? Дали е губење само течност или пак и минерали од телото? На каков начин да се надокнади изгубената течност и постои ли начин да се спречи дехидратацијата? На оваа тема денеска разговараме со професор доктор Снежана Стојковска, инфектолог. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите, а при крајот на емисијата ќе имате можност да се вклучите и вие со ваши прашања. Останете на Телма. Во денешната Телма амбуланта зборуваме за дехидратацијата и начините за надоместување на изгубената течност од телото со професор доктор Снежана Стојковска, инфектолог. Професорке, добре ни дојдовте повторно во Телма амбуланта. Чести и задоволство е што сте тука. Ве поздравувам и јас се радувам секогаш да кажеме неколку работи кои се корисни, мислам, за сето население, така доста популарно да се подсетиме на некои работи. Професорки, има едно добро познато правило, што сите го знаеме, дека без храна може човекот да преживее до 30 дена, но без вода 3. Не повеќе од 3. Така. Па каков е составот на нашето тело? Зошто е тоа така? Зошто имаме толку голема потреба за течности? Така, тоа е добро правило и осликува многу работи, метаболни, физиолошки и така. Зошто е тоа така? Зошто животот потекнал од вода и ние сме во најголем процент вода. Возрастен човек има од својата телесна маса, и тука има многу разлики, зависно од полот, од доб, така, али минимум 60% вода кога збориме за мажи, односно за жени, 50% се минимум 50 до 50% од телесната тежина отпаѓа на вода. Кога се збори за најмалата возраст, процентот на вода е дури 80% од телесната тежина. Знаете, тоа е фрапантно. Дете на раѓање има 80% од своја тежина е вода. Со текот на растот до некаде 16 години, тој процент на телесна вода опаѓа. Он опаѓа пропорционално, некаде на 6 месеци, на година дена, 3 до 5 години, кога стигнува некаде до 3/4 од оној физиолошки за возрастен. Процентот на вода паѓа некаде до 60% колку е за возрастен. Од тие 80 до 60, односно 40% од телесната тежина. Она што е битно за водата, ова маса од која сме создадени, е да наедноставно објасниме дека водата во организмот е поделена, грубо кажано, у два големи простори. Мора да ги замислиме као така, иако сме ние една физиономија која изгледа така као што е. Вода се дели на вода која е во клетките, значи интраклеточна вода, и вода која е надвор од клетките, екстраклеточна, екстрацелуларната течност. Тој процент на водата кој е во клетката, кој е надвор од клетката, е многу важна нивна пропорција и количина. Зошто? Затоа што организмот секогаш прави се да, ако постои можност, ги нарекуваме хомеостаза во различите видови, да не го менува составот на своите клетки. Тоа е таков затоа што така треба. Со сите електролити, со сите составни делови, аниони, катиони, интраклеточна вода да биде што помалку променета. Тоа се гледа и од најмалата возраст. Ако е на раѓање детето 80% од телесната тежина вода, а со годините он се намалува, со растот се намалува во однос на растот и развојот на масното ткиво и мускулната маса, многу е илустративно дека на раѓањето процентот на интраклеточна вода е некаде околу 35% од телесната тежина.
Со текот на годините, некаде на 16 години, кога сметаме дека е тоа веќе телесна, дека е состав као кај возрастни, тој процент од 35 не се сменил повеќе до 39. Он не стигнува ни до 40% од телесната тежина. Каде е она огромна разлика која иде? Се намалува страшно процентот на екстрацелуларна течност да стигне од 80 до некаде 40% од телесната тежина, бидејќи организмот мора да расте. Значи се намалува процентот на водата и составот на електролитите за да остане во урамнотежениот однос. Тој однос интраклеточна и екстраклеточна вода, односно секогаш интраклеточна повеќе во однос на интраклеточна, знаете, е многу висок на раѓање. Он е 1,25. Значи, толку повеќе е екстраклеточна вода. За да кај нас возрастните и децата веќе од 16 години, тој процент е 0,45. Тој нивниот меѓусобен сооднос. Како идат промените. Она што е важно да кажеме, дека внесот, колку ќе имаме вода, организмот се регулирани од многу два едноставни, грубо кажано, механизми. Знаете, тоа е антидиуретски хормон и жет. Што значи тоа? Ние се содржиме од вода и електролити во најголем дел. Електролити се тие минерали кои дали се позитивно набиени или негативно, ги викаме катиони и аниони, од кои е многу важно да знаеме кој е во клетките, а кој е надвор од а нив? кој е надвор од клетките. Тој чуварот на организмот, што го нарекуваат у народот, е натриумот, кој е неопходен за живот, кој е многу добар, кој е во соодветни концентрации, исто као кога ќе отидат многу високи концентрации, кога прави страутни беди. Екстраклеточна вода содржи многу висока концентрација на натриум. Не појаснивме можда да се свати ова екстраклеточна вода што е. Тоа е, ако е организмот 20% возрастен, рековме се намали оној процент на 16 и возрастните, дека 20% телесната тежина, екстрацелуларната течност, таа екстрацелуларна течност каде е? Она е 4 до 5% во крвните садови, тоа е нашата плазма, а 15% е она нешто што не е во крвните садови, а не е во клетката. Нема друг збор со кој би го превела тоа, тоа се вика интерстицијска течност. Тоа се 15% од водата е тука сместена. Има еден мал процент кој не смее да се занемари, затоа што кога ќе настане тешка дехидрација и таа вода која се нарекува и трансцелуларната вода. Знаете, тоа е водата у саливарните жлезди, тоа е водата у панкреасот, во жолчка, водата во очното јаволко. Тоа се и таму е вода. И тоа е све таа екстраклеточна вода. Екстраклеточна вода електролит кој доминира во екстрацелуларниот просторот надвор од клетките, катионот е натриум, а тие негативни јоди се хлориди и бикарбонати. И многу други. Тие се доминантни. Нивната паралела, за да се држи таа хомеостаза, во клетката се други. Тоа е оној кој парира секогаш со натриумот, тоа е калиумот, као позитивниот и негативни протеини, фосфати и многу белковини, фосфати и многу други. Тие се основни работи кои влијаат на движењето на водата и електролитите во организмот. Така, значи тоа е всушност електролитниот баланс, всушност го одредува и движењето на водата и електролитите. Зашто стигнавме до натриумот? Кога реков дека многу е важен механизам за одредувањето на внесот на водата. Човекот да дехидрирам, значи ја прво треба да сум хидриран за да можам да дехидрирам. Како организмот секојдневно го регулира тоа да не се дехидрира? Да се одржи рамнотежата всушност. Да се одржи таа рамнотежа. Два основни се механизми во физиолошките услови. Тоа се оној хормон кој спречува диуреза, антидиуретски хормон кој спречува мокрење и жета. Жета е страшно силен нагон да порив да организмот кој осеќа дека губи
вода Да и ја внесе. електролити да ја внесе. Што е со губењето на водата? Дали со потењето, дали со, ке кажеме, кои све и патолошки и физиолошки состојби се кај што се губи вода. Со губењето на водата се губи натриум. Натриумот со себе повлекува секогаш вода. Многу се механизми у тој контранспортот и други кои го повлекуваат вода. Организмот лачи овој хормон кој ќе доведе до тоа да се реабсорбира натриум во дисталните тубули на бубрегот и да ја повлече со себе вода. И организмот е Ќе се воспостави рамнотежата. Тоа е секојдневен физиолошки однос, механизам. Професорке, но некои велат дека не чувствуваат жети, дека немаат голема потреба за течност. Исто некои истражувања покажуваат дека возрастните лица, постарите лица, исто така го губат чувството за жет. Дали тоа значи дека тие може полесно да дехидрираат, особено кога надвор има високи температури, како што е периодов? Тоа е апсолутно така. Као што сите крајни возрастни групи и најмалите и најстарите имаат голем проблем кога се работи за дехидрација. Малите затоа што децата не се мали луѓе. Нивните потреби се многу... Не се возрастни во мало, всушност. Не се возрастни. Нивните потреби се многу се поголеми. Јасно. Така, многу поголеми, ресурси се помали и нивните механизми не се адаптирани, се уште не се созреани за она со што треба да регулираат. Затоа толку лесно дехидрираат. Така, и затоа доенчиња, децата, многу брзо дехидрираат затоа што стално збориме процентот на водата и екстрацелуларна течност. Знаете, површината на детето, можда не спомнавме, а многу е важно да се подсетиме дека вода губиме и на начини на кои не приметуваме. Затоа се заборава да се пие. Огромен процент на вода се губи со така наречено невидливо губење, перспирацио инсензибилис. Ја губиме преку кожата, 25%. Значи преку потење, всушност. Да, од дневната вода се губи преку кожа. Знаете, 15% се губи со дишењето. Така. 50%, 50 мл на ден се губи со урината. 10% се губи со фецесот. Тоа се физиолошки некои. Организмот сето тоа го надокнадува. 90 милилитри на килограм кај дете ќе внесе со храна. 10 милилитри она оксидацијска метаболна вода која се ствара. Така да организмот со правилниот внес никогаш нема потреба. Некои луѓе не осеќаат жед. Знаете што многу зависи тоа? Од видот на исхрана. Така и храната содржи исто така течности во себе. 20% од водата ние ја внесуваме со чврстата храна. Така, ако јадеме повеќе овошје или пак зеленчук свеж? Ако земете дека 100 грама јаболко е 80% вода, дека 100 грама лубеница е 98% вода. Многу, значи овошје, зеленчук, да не збориме исто така. И не само да се внесува вода, него се зимаат електролити кои се необходни не само за функционирање на организмот као таков, него учествуваат во транспортот на водата од цревото во организмот. Тука е тој натриум, големиот чувар на организмот, чие внесување допринесува да водата се апсорбира полесно од цревото. Значи, она правило да испиеме 2 литра течност на ден, или пак има уште едно правило 8 чаши вода во текот на денот, не е универзално правило, не важи за сите. Веќе споменавте, различен процент на течност имаат децата, возрастните, зависи тој од полот, слаби луѓе, дебели луѓе, сите имаат различен процент на вода, значи и индивидуални потреби. Но може ли одредена количина да биде прифатлива за сите? Прифатлива, да се знае кога. Знаете, многу центри, многу медицински струки изучуваат и постои ли идеална формула која би кажала толку вода е доволна за сите. Не постои такво правило. Мора ориентационо да се каже. Тие 8 часа се условно нешто. Како човек ќе знае дека е дехидриран? Ако одите во урина 8 пати на ден, вие знаете дека е тоа физиолошки
физиолошки процес. Али ако пациентот зима диуретици, ако е на вазопресори, ако зима антидепресиви кои прават задршка, знаете, некој ќе мокри 3 пати на ден до 5 пати, а некој ќе мокри 15 пати, па ќе стане дехидриран. Не постои правило апсолутно кое можеме да го кажеме дека е за сите возрасти. Не само во однос на најмалата возраст, него и ако возрастен има 50 кила, он нема потреба повеќе од 2 литра течност на ден, 1,7 до 2 литри. Али човек, за жал, ние сме све појазна популација, крупни е убав поем во кој сакаме да се сокриеме за таа килажа. Глобално огромен процент и на сите возрасти стануваат се повеќе она што не би требало да се содржи. Значи, помалку мускулна маса, а повеќе масно ткиво е она што е најстрашно на висцерално го нарекуваме масно ткиво, кое прави многу проблеми метаболни у кои влегуваат во тоа. И затоа тие луѓе имаат потреба од 3,5 литри вода на ден. Знаете, не може човек од 110 кила, а тоа е најголем број процент на нашите млади над 40 години, верувајте се, луѓе кои се со висок степен, тоа нашите ендокринолози и така многу добро знаат, веќе со во таа млада возраст така страдаат од тие нарушувања поради врзани од крудна метаболно нарушување. Професорке, кои се најчестите причини поради кои што доаѓа до нагло губење на течноста и појава на дехидратација? Јас као инфектолог, кој 40 години си ги поминав на клиника, не можам да не кажам дека најчеста патолошка причина се акутни инфекции кои идат со покачување на температура и губиток на водата кој физиолошки со фецесот издесува одредена количина. Тачно се знае, ако дете губи 10 мл на килограм со фецес секој ден, дека проливите може да изнесуваат и 200 мл на час. Онда знаете колкави може да бидат тие енормни губитоци. Меѓутоа, енормно потење, покачена температура, цревни инфекции, каде што се губат многу нагло, големи количини на водата и електролитите доведуваат и ден денес до претешки дехидратации. Дехидратации кои доведуваат до силни манифестации. Многу дехидрираат и спортисти, ако не внимаваат што треба да внесат. Многу ќе дехидрираат и работници на високи температури, не само надворешни. Меѓутоа, знаете, имаме куп професии каде што се работи во средина која е врзана со висока температура. Технологија на процесот на работа во одредени индустрии е врзана со многу висока температура. Тие луѓе, ако не внесуваат вода и електролити, страшно брзо дехидрираат. Еден маратонец, еден спортист, еден човек кој се качува на водна температура од 39 сабајле, ако не внесе соодветна концентрација, он многу брзо ќе дехидрира и влегува оној зачаран круг на продолжување на дехидратација. Професорке, а одредени хронични болести исто можат ли да доведат до дехидратација? Да речеме, ако некој има диабетес, па често уринира, или ако зема диуретици, апчиња со кои што потикнуваат уринирање, губење на течности. Голем број од нашата популација зима и лекови за диабет, и лекови за хипертензија, тие бета-блокери, и лекови за форсирано мокрење за да се isfрлуваат некои работи. Сите тие може да доведат, ако нема адекватен мес, до дехидратација. Многу е поразителна е вистина да нашата популација, поготово постарите луѓе, просто забораваат дека треба будењето да биде. Сите ние пиеме сабајле кафе. Да се разбудиме. Да се разбудиме. Да се освежиме, велиме. Организмот треба да се буди со 2 чаши вода. Ние трошиме водата во текот на ноќта за метаболизмот. А како делува, професорке, кафето? Еве, содржи кофеин. Диуретик е тоа?
To je isto jedno mnogo često prašanje v odnos na vodата. Дали испиеното кафе треба да го рачунаме во вода која сме ја внеле. Пак е тука една работа која кажува човек кој не зима редовно кафе, кај него кафето ќе предизвика диуреза, форсирана диуреза. Меѓутоа, некој организам кој е навикнат да пие 5 пати денес кафе, сосема по-малку се исполува тој диуретскиот ефект, а се рачуна количината на некои луѓе пијат 5-8. Не збориме за експреса, збориме за кафе која количина е течност која се внесува. Значи кафето е у принцип диуретик, не може тоа да се порекне, али пиењето редовно на големи количини кафења за жал ја намалува степенот на диуреза, за жал, а ја зголемува водата која ја внесуваат со кафето. А какви симптоми ќе имаат луѓето кои што се дехидрирани? Дали се тие очигледни секогаш и јасни? Да, многу е голем проблем тука, затоа што зависно од возраста се многу различити симптоми дали постои или не дехидрација. Не е работата да се препознаат кога се толку манифестни. Најголема умешност треба и кај секој возрасен и кај секој родител, затоа што морам да нагласам дека дехидрација е најголем проблем во најмалата возраст. Сите инфекции, особено инфекции на централниот нервен систем, гастроинтестиналниот тракт, белодробни инфекции доведуваат до поголем или помал процент на дехидрација. Работата е да се препознаат првите симптоми. За да одредиме дали е некој дехидриран, одржување на васкуларното корито на вода, што рековме дека е во нашата циркулација која не држи живите, значи дека постои тургор на нашата кожа. Тоа е знак на проценка на одредувањето на дехидрација. Што значи до каква е кожата, професорке? Кожата е добро хидрирана. Добра. Ако тој тургор ќе се врати за помалку од 2... Тоа е со штипнување. Да, со штипкање на внатрешна страна на подлактица и или кожата на треба веднаш абдоменот. да се врати доколку е добро хидрирана. Но доколку не е, он ќе биде успорено враќање. И да има тука многу работи со капиларниот проток, одредувањето и така. Меѓутоа, некогаш одредувањето на тој тургор прави многу проблем. Знаете, ако е некој адипозен и вие испитувате тургор на стомакот, нема да добиете правилна ориентација дали е тој тургор очуван. Исто така кај повозрастните лица, кај постарите, каде што и кожата е веќе посуван. Постојат промени физиолошки во промената на структурата, на еластицитетот на кожата, така да одредувањето на тургор онда се многу важни други, условно неспецифични и често неасоцијативни со дехидрацијата промени. Знаете, појава на главоболка, појава на зашеметеност, што вика нашиот народ, појава на вртоглавица, појава на чувство за жета, да не кажеме дека е тоа силен симптом на постоењето на дехидрација. Нарушувањето на лачењето да не збориме на солзи, така, намалување на лачењето на урина. Сето тоа се симптоми на дехидрација. Уморот присутен е? Апсолутно. Умор за кој не се чувствува дека е поврзан со нешто. Едноставно, една тромост, една малаксаност, неодреден замор. Не се поврзува дека треба да седнеме и да испиеме 2 чаши вода со електролит. Знаете? Но со електролит Со веќе споменавте. електролит, да. Многу и да испиеме со било што у тој момент е подобро од ништо. Иако и тука може да се направат големи грешки, затоа што внесување на раствори кои не содржат соодветни концентрации, некогаш е подобро од ништо, али треба многу брзо да настане корекција на внесот кога ќе се спаси животот. Знаете, овие најрани симптоми на дехидрација, лесно пореметување, вознемиреноста, кај дечињата, они ќе бидат вознемирени, плачливи,
Тургород се уште е очуван, они имаат солзи при плачот, али постои одредена вознемиреност. Кога е жејта силно изразена, кога се они многу поексцитирани, кога постои намалување на тургород, кога се намалува и мокрењето, тогаш веќе губиток на телесната тежина не од онија 3-4 до максимум 5%, тоа веќе иде на онија посериозни губитоци на вода од телесната тежина кои изнесуваат 10%. Знаете, бројките се многу лоши. Многу е полесно ако си предпоставиме. Замислите 10% дехидрација. Дете кое има 10 кила, значи дека изгубило 1 килограм од своја тежина за многу брзо време. Многу брзо време. И потоа клапнуваат. Ако кажеме за возрастен, еве да кажеме нека не е 100 кила, нека се работи за просечна наша популација 60 до 70 кила. 10% од телесната тежина, колкав процент е тоа? Тоа се огромни губитоци. Затоа пациенти при високи температури, надворешни, при заболувања кои идат со висока фебрилност, каде што постои интензивно потење, пациенти кои имаат висок губиток на водата и електролитите со повраќањето и со бројните столици, пациенти кои не можат да внесат вода. Ние имаме заболувања каде што не постои можност, опростите, да се внесе вода, но некогаш и професорки самото повраќање ги спречува луѓето да се напијат чаша вода, не се во можност да го направат тоа. Да, и тоа е патолошка состојба која ретко доведува до апсолутно дека треба да се исклучи, дека е стопиран внес на вода, али навистина некогаш постојат некои заболувања каде што и се забранува внес на вода, а и самите повеќе кратни повраќања доведува до невозможност да се внесе онолку вода која му е потребна на организмот. И настанува тие зголемени проценти на дехидратација. Споменавте дека има различни степени на дехидратација. Можат ли тие најтешките форми да бидат и животозагрозувачки? Тие се особено кај децата. Апсолутно кај сите. Тие се апсолутно животозагрозувачки. Организмот прави се, кога ќе навлегуваме овој вториот степен на дехидрација, организмот прави све да водата која е присутна во организмот некако ја концентрира да го сочува организмот. Зошто човек кога дехидрира се ладни екстремитети, организмот ја централизира водата која е во организмот за да ги сочува виталните органи, мозок, мекот и срцето да можат доволно да пумпаат со онаа вода која е останата во организмот. Сакам сликовито да кажам како тоа. И затоа имаме централизација. Таа централизација учествуваат сите пуферски механизми во организмот. Една од главните и функција тука на бубрегот. Тој е оној антидиуретски хормон. Он све прави да, а без функцијата на бубрегот и другите пуфери во организмот не можеме да функционираме. Не елиминирање на оние токсични метаболити кои организмот секој ден ги елиминира преку уринирање. Значи ти си остануваат во организмот, бидејќи нема урина, не се тоа ги исфрла. нарекуваме деградациони продукти. Ако они не се елиминират, а бубрегот се труди, се обидува да што помала количина на урина ги елиминира. И зато станува мала количина на урина, викаме олигурија, која за жал може да премине во анурија. Бубрегот се обидува прво да концентрира. Он е здрав. Тоа нарекуваме, знаете, преренална инсуфициенција. Зашто се дехидратација сериозен проблем? Затоа што бубрегот као таков е очуван, меѓутоа он страда бидејќи нема доволно перфузија, нема течност доволно за да ги исфрли. И тоа е преренална инсуфициенција. Кога он се обидува со висока концентрација, ако се земе урина, ќе се види дека он концентрира, висока концентрација, али ако успее, ако внесеме у тој момент вода, тие процеси корисни ќе се вратат сите оштетувања што се направени. Тој процес е реверзибилен.
повратен. Значи има можност да се... Меѓутоа, ако се продолжи дехидрација, ако губитоците продолжат, се она што бубрегот и други буферски механизми организмот работат, преминува во една неповратни оштетувања и на бубрежните туболи, и на сите други органи, каде што настануваат овие деградациони продукти многу високо растат. Најпознатите се уреа и креатинин, знаете, кои високи вредности бубрегот нема каде да ги елиминира, и онда е тоа една вистинска инсуфициенција на бубрегот. Затоа споменавте дека е многу важно да се спречи дехидратацијата. Да. И е важно да се пијат течности, да се пие вода, а кога сме во една состојба кога чувствуваме симптоми на дехидратација поради одредена причина кога губиме течност, пожелно е во водата да се раствори одреден електролит. Значи, ги има и во кесичка, одредени раствори, ги има во разни форми. Да. Професорке, да, има различни електролити, но што ако некој не може да ги прифати, да ги пие овие течности што содржат електролит во себе? Непријатен е понекогаш вкусот, децата плачат, одбиваат. Така, во однос на вкусовите денес е отидено до перфекција. Светот има орални раствори за рехидрирање кои се во вид на сладолед, кои се во вид на разни течности кои се збогатени со вкус, кои се збогатени со енергетски субстанци. Знаете, при одредени инфекции се губат многу електролити и многу некои други работи кои сите се внесени овие раствори за орално рехидрирање. Постои бариера многу повеќе ментална и бидејќи на народот не му е доволно јасно и едноставно кажано што содржи саствор за орално рехидрирање, бидејќи тоа е една кесичка. Ние сме се уште популација, за жал, која многу повеќе верува ако уклучиме инфузија. Инфузија е неопходна, да, кога ќе уследат сериозни степени на дехидрација и кога немаме веќе време да чекаме да настанат тие неповратни оштетувања на организмот и да го воведеме организмот у шокова состојба. Кога зборевме за дехидрација, за да стигнам до составот кој е многу важен на овие раствори за рехидрирање, кој нашиот народ треба да знае дека и денес, без ikakva болест, на овие температури, секој здрав возрасен организам треба да внесе 2 кесички на раствор за орално рехидрирање, бидејќи ги губи електролитите преку пота на овие температури. Многу е важно да кажеме дека дехидрација, условно, сем што се делат према степенот на губиток на водата во однос на телесната тежина, се делат и према губиток на основниот електролит, натриумот. Натриумот као чувар на организмот, знаете, го нарекуваме. Рековме основен позитивен јон во надвор од клетките. 80% од дехидрации за среќа се изонатремиски. Организмот губи онолку вода, пропорционално колку губи и натриум. Па физиолошки граници на натриум, ако земеме анализа на крвта, ќе бидат во тој омерот физиолошки. Тоа е изонатремиска дехидрација. Најголем процент од нив. Хипонатремиска дехидрација е многу сериозна, исто као хипернатремиска дехидрација. Хипернатремиска е 15% од дехидрации кои се случуваат. Знаете што значи тоа? Дека организмот губи многу повеќе вода него што губи електролити. Многу причини се за ова хипернатремиска дехидрација. Што значи тоа? Дека во организмот постои во плазмата многу висока концентрација на натриум. Бидејќи водата, натриумот секогаш се движи да направи равнотежа. Хипернатремиска дехидрација и хипонатремиска дехидрација, кога организмот изгубил многу електролити во однос на водата, е многу опасна, бидејќи симптоми на дехидрација не се толку манифестни,
волуменот не е толку, а настанува хиповолемиски шок. И хипо и хипернатремиска дехидрација се опасни за целиот организам, најопасни се за највиталниот организам, затоа што промена на концентрација на овие електролити доведува до движењето на водата. Едната дехидрација натриумот влегува во клетките, знаете, а кај другата дехидрација излегува од клетките на мозокот. Па кај едната имаме бубрењето на мозочните структури. Затоа многу често кога настанува таа дехидрација, мозокот нема каде да се шири, оние укоскени структури каде што он има многу мала можност за експанзија, настануваат сериозни главоболки, вртоглавици, колапси и епилептични напади, настануваат сериозни трајни последици. Кај другата дехидрација настанува така наречено смежурување на клетките на мозокот, кое исто така од своја страна доведува до сите степени на пореметување на свеста, пратено од разни видови грчеви. Кога се работи за сите овие пореметувања на водата и електролитите, многу е важно да се знае дека и најмалата, и најстарите возрасти, тука е многу важно и губењето на овие електролити. Настанува и губиток на гликоза, настанува хипокалиемија. Калиумот е многу важен електролит, кој негов губиток доведува до многу непрепознавливи работи. Многу луѓе имаат намалени тетивни рефлекси за кои ќе се види дека се работи ради дехидрација со губитокот на калиум. Калиум е неопходен електролит во организмот, знаете. Сериозни дехидрации со хипокалиемија. А хипокалиемија, за жал, може да настане и ако пациенти се сохидрираат со раствори кои не содржат електролити. Затоа ќе доведе, знаете, и до пореметување на... Многу чај или ќе пијат само вода, ќе пијат сокови. Да, а нема да се внесат електролити. Професорке, а порано се практикувало да се изеде начинија супа. Супа е богом дано нешто. Она готова супа вела да се направи. Она супа од петел, што ја кажува. Супа со петел вела дека е добра за рехидратација. Навистина е добро тоа? Или пак да речеме во чаша вода да се раствори лажичка сол и лажичка шеќер. Тоа е модификација на она нешто што е направено у готовите раствори за рехидрирање. Каде што е составот соодветен за потребите. Овие раствори за орално рехидрирање, морам да потенцирам, да се свати дека тој раствор е лек. Многу повеќе него она инфузија која се дава во вена. Знаете зошто е лек? Све она што треба да му се даде на организмот, и натриум, и калиум, и бикарбонат, и цитрат, и гликоза, све она што најкратко што можам и наједноставно да кажам што е потребно на организмот, е содржано во тој раствор. За да тоа биде лек, мора да бидат одредени пропорции. Точно се знае колкави е односот натриум према калиум, колкави е односот натриум према гликоза, колку содржи бикарбонат или негов прекурсор цитрат, за да кесички се помалку хигроскопни. Сето тоа е навистина добро студирано. И затоа е важно, ако на кесичката пишува дека треба да се раствори од 250 мл вода, да се раствори од 250, така. Знаете, тоа исто ако растварате ампула за давањето на лекот во инфузија или ако му давате лек. Многу е важно само тогаш е лек, кога на вистина тој моларен однос е таков. Исто така концентрација е 2 до 2,5% на гликоза. Све што е над тој однос нема да доведе до правилно повлекување на водата во цревото и рехидрација. Затоа е важно. Ако на кесичките пише дека треба да се раствори у пола литар, тогаш е навистина лек.
Ме разбирате? Многу тогаш треба, затоа што многу треба да се работи и со мајките на дечињата, и со возрастните луѓе. Не треба само да им се каже земете раствор. Јас, за жал, во текот на својот работен век сум видела луѓе кои во фиоката у нивната надказна, знаете, стои кесичка со 3-4, стои кесичка од апотека и книжка со 3-4 кесички кои не се отворени. На пациентот мора да му се каже што значи таа кесичка, зашто е она лек и колку тие кесички он треба да внесе со одредени губитоци. Ако е пациент, за да не влезе, денес е илузорно за мене, човек кој цел свој живот ги помина на оделот за цревни инфекции, да денес имаме пациенти кои ќе страдат од акутни гастроинтестинални инфекции со силна дехидрација, да мора да завршат на диализа. Така. Од дехидрација. А да не кажеме колкав процент на малата возраст, доенчиња и деца толку брзо дехидрираат, затоа што не се препознава како да се хидрира. Која храна содржи кој електролит, кои течности, која супа. Знаете, има еден педијатар, чувен Моро, многу работел од испитување на многу неуролошки, од многу рефлекси кои изучувал и кажал, до тоа да видел дека Морова супа, така наречена по него, Богом дана храна која имаме кај нас, морковот. Супа од морков, оризот. Ние забораваме дека ориз не се дава на деца само. Оризова вода варена е идеална за рехидрирање. Ако не постои можност да се набави, мораме да сватиме дека популација која дехидрира у сите рурални средини, у средини каде што не може бргу да се дојде или така, треба на популарен начин да се каже. Оризот има безброј карактеристики кои се толку корисни за рехидрирање, да е страшна грешка да не се објасни на народот што значи да се свари колкава концентрација ориз и да се пие таа оризова вода. Оризот хидролизира, скробот од оризот хидролизира до гликоза. Таа учествува во оној транспорт, во повлекување на натриумот и повлекување на водата во цревото. Оризот содржи 7 до 10% пектини. Тие пектини хидролизираат до лизин, изолеуцини, да не ги оптеретуваме, субстанции кои исто така учествуваат во транспортот на водата и натриум од цревото. Затоа е оризот идеален. Он не алергизира, не содржи глутен, не содржи лактоза, може да се дава апсолутно кај сите популации и кои имаат дефицит на разни ензими, брзо дехидрираат и така, а забораваме дека е идеална. Тоа е заборавено. Ете, многу ретко се практикува, а очигледно дека нуди сериозно добро решение. Ако веќе не може да се набават овие раствори за рехидрирање. Кои што треба да бидат секогаш прв избор. Ќе ги поканиме професорки гледачите, имаме малку време до крајот на денешната емисија, но ете можност за неколку конкретни прашања, доколку сакаат да се вклучат во денешната телма амбуланта, во која што зборуваме за дехидратацијата и за рехидратацијата. Веќе споминавте дека многу луѓе сметаат како инфузијата е најдобро решение за нивна рехидратација, велат што подобро примам инфузија, толку побрзо ќе се освежам. Но велите дека тоа никогаш не треба да биде прво решение. Зошто? Инфузија или така наречено парентерално рехидрирање е апсолутно индицирано ако постои степен на дехидрација кој тоа го бара. Меѓутоа, човек кој оди и кажува дека детето повратило 2 пати и има една столица и бара, знаете, не постои чаробен лек кој може да изрегулира некои патолошки субстрати. Треба многу да работиме. За да се даде инфузионен раствор, тој раствор треба да содржи електролити кои ги губиме. Многу е апсурдно да се даваат раствори кои не ги содржат сите овие елементи што ги наброев. Што се неопходни. Ако земеме дека физиолошки раствор е само натриум, хлорид, така? Натриум и хлор. Не ги содржи оние други компоненти. Многу е жално, денес за среќа се помалце, да добивавме пациенти и од
zdravstveni ustanovi i ambulanti koji bile rehidrirani su infuzioni rastvori, a koji dođaju su patološki sostojbi. Zato što infuzionite rastvori ne se vnesuvani elektroliti koji organizam ги gubi. Знаете, pa некој кој ако му се дава само физиолошки раствор, он има еновни губитоци на калиум. Уште повеќе ќе се разреди, така? Да, и настанува сериозна хипокалиемија која може да доведе до метеоризам, до пареза на скелетна мускулатура, до пареза на цревата и нешто што го нарекуваме паралитичен илеус. Знаете, хирургот нема што да бара. Имаме стоп во цревата, а нема движењето на цревата. Го нема електролитот кој треба да учествува во перисталтика. За да се даде инфузионен раствор, мора да ги знаеме 3 основни работи. Кој раствор, со колкава брзина да се дава. Не, брзината е значи важна. Но затоа што можеме да направиме, знаете, не можете со иста брзина да дадете раствор, тоа е една инфузија 500 мл. Многу е важно да се процени губиток, да се знае со колкава брзина треба да се рехидрира организмот. Која концентрација со колкава брзина. И тоа за да би уклучиле одговорна инфузија, ние мора да ги имаме одредени анализи, параметри. Ние не спомнавме се, нема време да се каже дека при овие инфекции да станува многу често и метаболни пореметувања. Кога се работи за гастроинтестинални, каде што најбрзо настануваат овие силни дехидрации, настанува една метаболна ацидоза. Незино неправилно нерегулирање Тоа е веќе многу сериозна состојба. Доведува до Професор, имаме гледачи, имаме многу малку време, ќе ги замолам што конкретно да ги постават прашањата за да може да добијат одговор. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. На телефон е гледач од Кочани. Така. Кој е вашето прашање? Дали се слушаме? Да, одлично ве слушаме, само ќе ве замолам побрзо да го поставите прашањето во интерес на времето. Да. Имав и поздрав до докторката и до сите гледачи на телевизија Телма. Ви благодарам. Имав проблеми со празнењето скоро 2,5 месеци. Така? Правев и колоноскопија, наводно се е во ред, меѓутоа на секои 2 часа, видите, скоро по 200 грама мокрам или уринирам и дури еден период пред месец и пол многу повеќе уринирав него што примав течности, бидејќи строго бележев во кој час колку пием, односно во една колона колку уринирам. И се јави на голема диференција повеќе уринирано од пиено и дури останав скоро 12 килограми. Дали е тоа од некое пореметување дехидрататично или пак од некоја друга патологија се работи. И сега исто во последно време, значи, продолжува тој тренд на така да кажем, условно смислена збор на дехидратација. Значи, пак ќе повторувам, бележам точно колку количина пием и колку уринирам. И строго на едно час и половина 200 грама, на час и половина 200 грама, на час и половина 200 грама. Така. И дури во ноќни часови, после 12 до сабајле, исто така. На час и половина станува... Така, многу впечатокот ви е дека многу губите течности на ваков начин. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професор, ќе да го слушнем и следниот гледач или веднаш ќе го дајете одговорот? Ајде следниот гледач за да не чека, па двајцата гледачи ќе добијат одговор. Добар ден. Добар ден, дали го имаме следниот гледач на линија? Не, повелете, професорке. Ова е многу добро прашање, затоа што во многу ситуации организмот може да дехидрира. Меѓутоа, матичните лекари, ако пациентот се обратил, мора да препознае кога се работи за акутна дехидрација, предизвикана од некој инфект, или се работи за некои метаболни и хормонски нарушувања. Овдека најверојатно се работи за таква некоја ситуација, као што е инсипиден дијабет, каде што постои енормно мокрење, енормни губитоци кои се предизвикани од сосема одредени хормонски пореметувања. Пациентот гледам дека правили колоноскопија, значи поставена е индикација за барањето на причина на губиток на водата. Може да биде од некое метаболно, али многу често е од хормонско нарушување.
Значи ќе треба да продолжи испитувањето во таа насока. Да. Уште Тоа еден- не е акутна дехидратација. Тоа е губењето кое е врзано со одреден патолошки механизам. Кога за не може кој- течноста да се задржи во да организмот, нема- што објаснувавте? А е максимално стимулиран. Ние губиме вода или ако немаме абсорбција, или ако не се внесува. Така да тоа се... А од која причина ги има многу. Немаме време, но сосема на крај, колку време по дехидратацијата и применетата рехидратација треба да се постави баланс помеѓу водениот и електролитниот статус, значи да има еден водено-електролитен баланс, кога ќе се воспостави? Колку време Колку време, да, по примена инфузија или пак по пиен електролит? Би требало да се реши проблемот. Да, многу е важно да знаеме од која причина настанала. Ако се работи за инфект, многу е важна, многу брза, правилна реалиментација. Ако е дете дехидрирано поради една масивна диареја. Одавна се напуштени оние работи за потреба од гладување. Многу брзо фазата на стрикно гладување, која е сведена на 6 до 12 часа максимум, се продолжува фаза реалиментација и одржување на хидрација. Значи, многу брзо може организмот да успостави своја хомеостаза, ако повторно ќе кажам, не настанале иреверзибилни оштетувања на органи. Професор, ќе ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Никогаш немаме доволно време за да појасниме се. Мислам дека не кажавме многу работи Ќе ве поканам уште еднаш да бидете наша гостинка и да ги опфатиме останатите сегменти кои што исто така се многу важни и треба гледачите да ги знаат. Но тоа беше времето на денешната епизода. Се гледаме повторно. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам што бевте дел и од оваа емисија. Ви посакувам пријатен ден и пријатно.